Катастрофална е ситуацијата во затворите и психијатриските установи во Македонија. Затворениците мизеруваат, а пациентите во Бардовци и Демирхисар едва и преживуваат, алармира народниот правобранител. Стравотните наоди на Насер Зибери укажуваат на сериозни повреди на човековите права. Недостиг на кадар, лош квалитет на здравствена грижа за осудените лица, насилство меѓу нив и бедни услови за преживување. Слична состојба е затекната и во психијатриската болница Демирхисар. При посетата во една од работните простории на персоналот беа пронајдени кожени ремени за фиксација за кои што ни беше истакнато дека не се користат. Беа пронајдени и метални синџири со катанче за заклучување на простории. Во друга пак просторија беше забележан и цврст кабел во должина од 1 метар, зашто вработените нема одговор зошто е таму, ниту која му е намената. Зибери бара итни вработувања во психијатриските установи и затворите во земјава, но и нивно реновирање од корен. Загрижувачка состојба според него има во 4-тото крило во Идризово. Таму се сместени 124 лица осудени, од кои 36 спијат на под во ходник и користат заеднички тоалет. За ова Зибери приложи и фотографии. Во најголемиот затвор во државата, казнено-поправната установа КП Дом Идризово, во така нареченото затворено оделение, во најголемиот дел од просториите не се почитуваат европските затворски правила, според кои како минимален стандард за сместување на лице лишено од слобода налагаат 4 метри квадратни во заедничко домување или 6 метри квадратни во самостојно домување. Тој рече дека во Идризово, освен лишување од слободата, предизвикот да се преживее зад решетките, се плаќа со пари. Добивањето на одредена погодност се уште се користи на начин што подразбира и подмитување. Значи, има сериозни наводи дека митото, корупцијата и другите негативни елементи се присутни и понатака во затворот. Владата пак за сите овие наводи за тешко кршење на правата на лицата и пациентите во затворени институции, на народниот правобранител му враќа со континуирано кратење на средствата секоја година. Тоа Зибери го нагласи и го нарече некоректност.